Ама, FM Врева. На Радио Слободна Македонија. Така, FM Врева на Радио Слободна Македонија, 6 минути по 15 часот. Гостинката која што ја најавувам во 3 наврати во Врева на Радио пристигна во студиово точно на време, нормално точно како швајцарски часовник, госпогицата Катерина Ангеловска. А сега зошто е таа тука за прв пат во студиово, заради тоа што имаме една прекрасна можност да најавиме нешто што е навистина величествено за секој автор, навистина вистинско славење, вистински празник, промоцијата на неговото дело, особено кога станува збор за дебитантско дело, значи деби книга 333 афирмации на Катерина Ангеловска ќе биде денеска промовирано во FM Врева на Слободна Македонија. Преди посекам добре дојде во студиово за прв пат, само да кажам дека на крајот на животот жалиме за шансите кои не сме ги искористиле, жалиме за врските кои сме се плашиле да ги реализираме и жалиме за одлуките кои требало да ги донесеме многу порано. Сега, за да не жалиме за ништо, имаме една книга. Ова е за сите оние кои што ќе постигнат по веб-сајтот на Радио Слободна Македонија, односно по YouTube каналот на Радио Слободна Македонија нешто подоцна, значи 333 афирмации на Катерина Ангеловска. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Многу убаво се чувствувам во прекрасно студио. Гледката ви е многу убава и денеска е прекрасен сончев ден. Така, како зрачите, така привлекувате. Вие самата си го привлековте ова во вашата реалност. Така, заради тоа што блескате токму така. Ајде да позборуваме малку за 333 афирмации. 333 афирмации, практично идеја која што ми дојде уште минатата година, но афирмациите се нешто што е збирка која што практично ја собирам години наназад, практично од 2003 година, кога ми се случи едно животно искуство. Имав потешка операција и тоа беше моментот кога ми се случи оној клик, да. И тогаш не бев ни свесна за многу работи кои што сум ги направила во тој момент. Практично сум одлучила и одлучив тогаш да продолжам по патот на светлината, наместо да подвргнам на сите оние стравови кои што ги чувствував во тој миг. И во целиот овој процес за сите овие години, афирмациите се алатка која што ми помага во процесот на надминување на многу искушенија, сомнежи, негативни мисли, негативни навики кои што сум ги собирала патам животот. Така. Значи, вие сте истражувач, прв сертифициран тренер за принципи за успех по методот на Джек Кенфилд на Балканот. Вие сте тренер за личен развој и мотивацијски говорник. Така. Значи, 15 на години наназад творите на оваа тема, истражувате на оваа тема и трудот од сите 15 години назад е срочен во што јас ги имам во моите раце, така? Така е, точно, токму така. Сега вака, значи целиот ваш пат е слеан во книгава. Да. Кажавте дека почнавте така што ви се појави нешто на вистина непријатно во вашиот живот и обично така и започна мојот пат кон вистината и тоа не било која вистина, мојата лична вистина, да. Значи обично вообичаено или ни се случуваат непријатни работи, тие непријатности не водат во една друга насока, подобра можеби насока, да. И секогаш сме благодарни за она што ни се случи. Секако, благодарност е една од најмокните мисли, најмокните техники кои што можеме да ги преминуваме и се бесплатни. Така. Секој може тоа да го прави. Така, значи јас кажав на крајот на животот жалиме за многу работи, сега за да не жалиме, ајде да имаме квалитетен живот и да ги воведеме слушателите во начинот на постигнување на позитивните успеси во животот, во начинот на постигнување на позитивна мисла и впрочем ајде да не жалиме, да почнеме да живееме кон нас. Така е. Најчесто тоа жалење и тоа обвинување и тоа критикување кое што ни е дел од секојдневието е резултат на тоа што не ја преземаме одговорноста за сопствениот живот. Секогаш бараме некој во надвршниот свет да посочиме со прст и да кажеме ова е виновно, ова е заради ова јас не постигнав ништо, ова е заради тоа што јас не постигнав, така натаму. Тоа секојдневно го случуваме кај луѓето околу нас. Меѓутоа јас многу често знам да кажам дека кога не создавал нас создавачот, создавателот, Бог, космос, универзум, како и да го нарекуваме, од сите убави енергии кои што ни се дадени, ни е дал и најубавата енергија, енергијата на мислата. Така. Мислата е дел од нас. Нас ни е дадена можноста свесно, совесно да ги насочуваме мислите онаму каде што сакаме да ги насочиме. Бидејќи мислата е енергија, а свесните мисли се насочена енергија, афирмациите се практично насочени, кратки, позитивни, афирмативни реченици кои што ќе ни помогнат во процесот
процесот на подобрување на квалитетот на животот и создавање на реалност која што ја посекувам. Тоа не значи дека стравот нема да постои, тоа не значи дека сомнежите нема да постојат. Тоа ќе биде дел од нашиот процес, меѓутоа овие афирмативни реченици практично ќе ни помогнат побрзо да ги надминеме сите тие работи кои што ни се појавуваат како предизвици во секојдневието. Најпрактично, што е афирмација? Афирмација е кратка, позитивна реченица која што ни овозможува да ги надминеме сите оние негативни мисли, навики, верување и вредности што сме ги собрале патем во животот, да ги замениме практично со едно ново видување и гледање. Афирмациите практично, овие позитивни, ние практично афирмираме постојано. Дали е позитивно или негативно, ние афирмираме. Секој кажан збор е афирмација. И таа ни се враќа како бумеранг во поднаводници и затоа велат пази што мислиш може ќе ти се остави. И мислата е толку многу моќна. Јас на секое мое излагање сакам да им кажам и да им посочам на луѓето дека големината и моќта е во секој од нас. Ние треба да ја пронајдеме таа големина и моќ и да ја насочиме мислата онаму каде што сакаме да ја насочиме. Тогаш се случуваат магични работи. Верувајте. Животот станува чудо. Да. И сега вака, ако јас немам пари и афирмирам јас сум богата, јас сум богата, јас сум богата, дали јас се залажувам самата себе си каков прочам ќе дојдам до таа голема количина на пари која што ми е потребна ет. Да. Афирмација, јас сум богата, јас сум богата, јас сум многу богата, а не сум. Јас сум магнет за пари, пари ми пристигаат од сите страни. Од каде ќе посакам. Афирмациите на почетокот можеби тие се секогаш нели во сегашно време, лично прво лице, лично за себе, и на почетокот малку ќе звучи, односно ќе биде чувството кога ќе се кажуваат афирмациите негативно. Тоа е она што јас велам отпор. Егото ни прави отпор и не ни дозволува баш така едноставно сите тие работи што сме ги поминали. Така, како да ја примениме книгата во нашиот живот? Еве ќе ја прочитам, јас не е никаков проблем. Ова не е книга за само да се прочита и да се остави на страна. Ова е нешто што може да го ставите покрај вашиот кревет, секое утро, или во било каде во вашиот дом, да ја носите во чантата ваша и е издание формат кој што е совршен за во чанта, женска и машка. Така. Да, и тие овие афирмации можете да ги читате постојано, да ги размислувате, значи да се пронаоѓате себе си во она што се нарекува јас, затоа што секој ќе се пронајде во овие афирмации. Секој, безусловно. 333 афирмации се, не се 10, него се 333. Јас верувам дека секој ќе се пронајде. И ова е само еден начин да слушателите и сите оние кои што ќе ја купат оваа книга да најдат и свој печат да остават при креирање на собствени лични афирмации, кои што исто така ќе им помогнат во нивниот пат кон тоа што сакаат да го постигнат и креирање на реалност која што ја посакуваат. Книгата е и во издаваштво на Издавачки центар 3, Publisher, и ќе биде во продажба во книжарница 3 по цена од 250 денари. Внатре во книгата има и 7 глави со 7 илустрации, прекрасни илустрации, нема да откривам ништо повеќе. Има приказна позади сето тоа и слушателите ќе имаат можност ова издание кое што е магично внатре со разни цртежи и така ќе бидат задоволни од тоа што ќе го купат и ќе го прочитат и ќе го воспримат како енергија, како знаење и ќе дознаат една друга страна од мене. Така, значи овие афирмации помага, значи буквално при се, така? При се имате помагаат. Афирмации за веројатно луѓе кои што имаат потешкоти при здравје, имате афирмации за љубов, имате за афирмации работа, за комуникација со други луѓе, за отпуштање на стравови, за космичко постоење. Последната глава се вика космичко постоење, поврзаноста со високата свест и се она што го добиваме како информација. Еве една прекрасна афирмација, си имам прекрасно здраво тело и бистра свест. Значи ова помага при болести, така? Па тоа е како ние веруваме. Знаете, многу е важно, голема улога има вербата. Така. Да. Ние можеме да ги кажуваме афирмациите и да ги повторуваме постојано и да ги запишеме, меѓутоа ако не ги чувствуваме внатре, во душата,
промените не се случуваат туку така. Потребно да се случи тој пред малку што кажавте клик. И тогаш промената се случува и тогаш афирмациите делуваат. Потребно е да им додадеме чувства на афирмациите, да ги визуализираме. Како се додава чувство на една афирмација? Да ги како што и пред малку кажав, ние нели ќе ги кажеме афирмациите. Добре. И може би отпор ќе ни дава на почеток од нашето его и ќе се чувствуваме негативно и можеме да кажеме ова не функционира, некако ова не е за мене. Меѓутоа колку почесто ги кажуваме, тие стануваат дел од нас, дел од нашето битие. Треба да бидеме упорни. И со тек на време тие ќе станат дел од нашето битие и тогаш нема ни потреба да ги повторувате затоа што се вие тоа. И еве скажавте за здравје, затоа што ние можеме се наоѓаме во тешка нели ситуација, некоја болест имаме, да. И сега не е така едноставно да се каже јас имам совршено здраве, јас имам совршено, се чувствувам прекрасно во моето температура 40. Да. Меѓутоа вербата и знаењето, свесноста дека ќе бидете подобри, дека сте добри, не дека ќе бидете, него дека сте добри, ја прави промената на целата фреквенција. И тогаш вие идете на едно друго вибрационо, на друга фреквенција, повисока, каде што веќе и се случуваат тие чуда за кои што претходно споменав. Вие сте тренер за личен развој и мотивацијски говор. Така, да. Како стапуваат во контакт, како стапувате вие во контакт всушност со луѓето, како се наоѓате? Се наоѓаме. Со оние ги привлекувам. Така. Да, се привлекуваме. Работам и со индивидуалци, значи со индивидуални лица, работам во групи и работам со правни лица. Програмата на Джек Кенфилд, за која што сум сертифицирана, тоа е една реномирана академија. Джек Кенфилд слушателите може би го знаат, може би не, меѓутоа ке нас е доста познат преку книгата Пилешка супа за душа. Да, со која што доби енормен успех и се уште се продава тоа издание, и преку книгата Тајна, каде што зборува Джек Кенфилд практично на Ронда Бърн, изборува за делот за парите баш, за кој што ги спомнавме, да. И програмата е адаптирана со да може да се работи во секој сегмент. Ова е универзална програма која што содржи 64 плюс 3, значи 67 принципи и има од секаква област принцип. Убавината и уникатноста во ова учење на Джек Кенфилд, на мојот ментор Джек Кенфилд, е во тоа што тој направил сублимат на сето негово долгогодишно искуство како тренер за личен развој, он е и коуч, е американски број 1 коуч, прогласува неколку пати за најпродаван автор, има издадено многу книги. И неговата програма ја користат големи компании како Virgin, како Siemens, Sony и така натаму, да не ги набројувам, и се адаптира. И да, сакав да кажам дека програмата е толку универзална и уникатна да секој може да се пронајде, бидејќи јас работев предходното работно искуство пред да ја започнам оваа работа ми беше во финансиска институција во банка, прекрасно работно искуство од 9 години, и ние додека работев во таа корпорација практично имавме многу обуки. Обуки од типот на обуки за продажба, обуки за комуникација, обуки за лидершип, меѓутоа немаше обуки за она што се нарекува личен развој. И сметам дека во секоја организација и без разлика индивидуално лице, ние треба да тргнеме од себе за да можеме да дадеме придонес во самата организација. И тоа е нешто што мене многу ме привлече во целата оваа програма, и веќе се гледаат и успеси во компаниите со кои што соработувам. Така. Да. Значи утре вечер, не утре вечер, туку во среда, 22 февруари, со почеток во 19:30 во Public Room ќе биде промовирана вашата дебитантска книга 333 афирмации. Што се ќе содржи промоцијата? Промоцијата ќе биде многу опуштена атмосфера. Добро. Започнува нели во 19:30, ќе се служи бело и црвено вино. Слушателите ќе имат можност да ме запознат и да добијат подпис од мене и порака. И ќе биде испромовирана од Издавачкиот центар 3, ќе кажам јас неколку збора, и ќе зборува авторката на илустрациите во книгата Андријана Ристовска, тоа е прекрасна уметница, ќе имаат слушателите и можност да ја запознаат. Отворен е повикот за секој, добродојден е секој, верувајте ми, нема да сгрешите, ќе уживате во секој миг.
Ќе уживаме и ќе дојдеме. Благодарам многу што одвоивте време и што дојдовте во ИФМ Врива на Брановите на Радио Слободна Македонија за да го представите вашето дебитантско дело. Искрено се надевам дека малку име појасно на слушателите што се тоа афирмации и како всушност се користат вашите информации. Чинам дека за прв пат во Република Македонија некој македонски автор објавува книга на оваа тема, значи има преведувано од Луиза Хей афирмации, меѓутоа за прв пат македонски автор на македонски јазик објавува книга на тема афирмации. Почитувани слушатели, значи бидете во Public Room 22 февруари 19:30 за да се запознаете лично со авторката и за да имате можност, разбирав, да добиете нејзин личен подпис и да постигнете по нејзиното дебитантско дело. Благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и имајте прекрасен ден. И вие исто. Hvala.